Поздрав до сите вас, драги присутни. Почнуваме со нова серија на библиски предавања. Како веќе што минатиот пат ги најавивме, темите се под заедничко име Порака за 21 век. Тоа ќе бидат предавања кои секој петок ќе ги имаме во наредните петоци. Вечерва пред нас е првата тема која носи наслов Криза и нашето време. Мислам дека зборот криза на сите ни е познат и постојано секојдневно го слушаме. Криза има на сите подрачја во ова општество, во овој живот кој го живееме почитувани на оваа земја. Кризата навистина на сите ни е можеби преку глава. Ги има и во самата економија, ги има во општеството, ги има во политиката, има насекаде. Неодамно, пред неколку години, во Исланд, една група на банкари, на луѓе со себични амбиции предизвикале криза во ова мала држава. Всушност, тоа се луѓе кои биле алчни за пари во своето срце. Предизвикале во парламентот проблем, односно политичка криза. Се со цел да едноставно, што би се рекло, водата да ја свртат на нивна воденица, на нивна страна. Стотици луѓе, илјадници луѓе се собираа во центарот на градот пред нивниот парламент со цел да ја спречат, ако е можно, таа криза која се појавила во таа нивна држава. Што да кажеме за Европа, за бегалската криза? И ние сме едноставно вовлечени во таа бегалска криза. Стотици, илјадници луѓе од Блискиот Исток, од Сирија, од Ирак, Иран, од Афганистан и од другите тие блискоисточни земји бегаат од разни причини и се насочени кон Европа. Тука барат заштита, барат азил и барат едноставно подобри услови за живење. Знаеме дека дел од тие луѓе едноставно доаѓаат и од други причини, не само од политички, односно од економски, туку може да доаѓаат и од некои други, како што има разни терористи, разни луѓе кои се мешаат со тие навистина напатени луѓе. Вакви слики гледавме и гледаме постојано на нашите телевизии, така да ние живееме во време на кризи во Европа. И тој збор постојано почитувани го слушаме. Ова слика, мислам, беше од Будимпешта пред некоја година, кај што илјадници луѓе беа заглавени на таа железничка станица, не пуштајќи ги да се упатат кон западноевропските земји. И навистина Европа врие, кризата е голема и не знаеме дали некој ќе има решение да ја спречи таа криза. Една од најголемите кризи која се појави во модерна Европа е Брекзит, а тоа е напуштање на Англија и на Велика Британија од Европската заедница, од Европското семејство. Што тоа ќе предизвика, може само да предпоставиме. Еве се водат преговори да тоа излегување биде безболно. Дали Европа ќе се распадне? Дали навистина ќе се скине тоа европско знаме? Ние кои ја читаме Библијата, почитува, ние кои го знаеме пророштвото врз основа на Данило, втората глава, на оној голем кип што Навуходоносор го сонил, знаеме што ќе се случи со Европа, односно предвидено е што ќе биде со Европа. Но ете, сите се надеваме дека таму ќе биде подобро ако еден ден влеземе во Европа. Но Европа тек ја очекуваат големи кризи. Не сум ја пророк, меѓутоа читаме пророчки книги, Библијата, Светото писмо, и затоа ние денеска сме подетално информирани за она што следува во скорешна иднина на тлото, каде што ние денес живееме во ова наша Европа. Понатаму може да кажеме дека кризата во Палестина е постојана со години. Како старееме, кризата се повеќе се продлабочува. Од 1947-48 година, кога Израел прогласи независна држава, таа криза уште повеќе се продлабочува. И навистина, ова е мало парче земја на светот, но трусно подрачје, кај што се појавуваат кризи, тие кризи постојано таласат, се брануваат, едноставно нема мир. Гледате колку е како клин е ова место. Мало место, но овде се стационирани и арапите и за израелците. И денеска за овај град, Ерусалим, наречен свет град, светиот град Ерусалим, се води борба кој ќе го освои. Пред неколку месеци, знаете, Израел ја премести својата престолнина од Тел Авив
во Ерусалим. А арапите го дочекаа на нож. И сега поедини држави веќе најавува дека своите амбасади во Тел Авив ќе ги преселат овде во Ерусалим. Арапите тоа не сака да го дозволат. И постојано виси некоја криза, постојано виси некоја неизвестност. Тука, поред Ерусалим и Газа и други подречја, кај што се поделени градовите со зидови. Замислите сега, Кавадар се да е поделен со зид. И таму седните, тука се другите. И само преку посебни капи, врати се влегува и се излегува. Некои одат таму на работа, а некои одат во другата страна на работа. Меѓутоа, постојано виси неизвестност. Кризата е постојана и луѓето се напнати и не се сигурни за својот живот. Значи, ние живееме во време на кризи, почитувани. Меѓутоа, ние вечерва ќе контактираме една книга, еден прирачник кој е специализиран за кризи. Како да се најдат решенија или како да се излезе од таа криза, од тие кризи кои постојано се појавуваат нова земја, нова планета. Ајде вечера да го читаме еден од познатите текстови во посланието до евреите, во 4 глава, во 12 стих, еве што вели апостол Павле. Значи, ја читаме книгата Библија или Свето писмо. Читаме стих од Светото писмо, зашто Божето слово е живо, делотворно, поостро од секој меч, остар од двете страни и навлегува до разделувањето на душата и духот, на зглобовите и на мозокот и ги суди мислите и намерите на срцето. Ова книга, која ние вечерва ја контактираме, ја читаме, а тоа е Светото писмо, зборува за регулирање на нашите односи. Овде вели, ова книга е делотворна. Делотворно и може да ни помогне. Кога луѓето, таму кај што има постојни кризи, како што ги спомнавме овие држави, земји, ако ја контактираат Библијата, ако преку Библијата и Бога го контактираат, навистина нивните кризи ќе бидат многу, многу полесно решени. Библијата ни дава одговор како нашите односи, значи хоризонтални и вертикални, да бидат во ред. Ние мора да имаме, значи, вертикален однос со Бога најпрви, на потоа да имаме и хоризонтален однос со луѓето. Некои луѓе велат дека среќата нивна која имаат во животот е всушност на нивниот ум, на нивната способност, ете станале среќни, богати, работели така натаму. Секако може да има и точно во некои сегменти да човекот планира, убаво зна да го испланира, меѓутоа ако ние контактираме Библијата, Светото писмо, ќе најдеме навистина многу подобри решенија за кризите во кои човештвото денеска се повеќе пропаѓа. Но на жалост денеска луѓето не ја контактираат Библијата, барат одговор на некои други места. Одат можеби кај некои научници, кај некои професори, кај некои психијатри, психолози, таму да побарат решение. Ја игнорират ова света книга, Библијата која ни е дадена на сите нас на располагање. На сите нам денеска ни се потребни добри односи. Добрите односи решават многу проблеми внатрешни во човекот. Здравствени проблеми може да се решат ако има човекот добри изградени односи. Еве, ова фотографија ни укажува на еден човек кој добил срцев удар и бил пренесен хитно во болница. Жената од овој човек брзо повикала итна помош и веднаш дошла болничка кола и го однеле во болница овој господин. Во болницата го приклучиле на апарати за одржување на живот. Жената цело време со својата кола возела позади болничката кола. Значи, кога стаселе пред болницата, брзо го извадиле човекот на количка и го однеле таму на интензивна, го приклучиле на машина и едноставно го одржувале во живот. Но што се случило? Жената, кога излегла од својата кола, се опатила кон собата и рекла: "Господине докторе, пуштете ме да влезам внатре." Но докторот и рекол: "Господјо, морам нешто да ви кажам. Вашиот сопруг скоро е мртов. Срцето му престанало. Тој е приклучен на машина. Но сепак ве молам, пуштете ме да влезам внатре." Била упорна ова госпоѓа, односно супругата на овој човек. И знаете што се случило? Жената се приближила до креветот
до увото на овој сопруг, на незиниот сопруг, и знаете што му кажала? Нешто му прошепотела на увото, меѓутоа отеднаш кога тоа се случило, човекот почнал да дише, човекот почнал да се движи и едноставно срцето повторно почнало да му работи. Машината била секако исклучена и тој едноставно бил вратен во живот. Само таа што го бакнала и нешто му кажала на уво, и човекот едноставно се повратил. После тоа го разбрале и репортерите, новинарите, и на излезот од болницата ја запрашале ова господја: што мислите за овој настан? Правиле интервју новинарите со жената. Со гордост таа одговорила: толку сум срекна што после 47 години на брак, мојот бакнеш и понатаму прави чуда, да срцето на мојот сопруг повторно почна да чука. Гледате колку се битни меѓучовечките односи. Кризите се решават, некои кризи, и на овој начин. Дали вашето срце и моето срце ќе затрепери кога вечерва ќе задзвони вашиот мобилен телефон и со некој познат број на некој ваш сакан пријател? Дали тоа ќе предизвика кај вас позитивен сигнал во вашето срце, во твојата душа? Кога имаме складни односи, се случува зголемена радост. Се надминуваат многу проблеми, се надминуваат многу тешкоти. Брзо оздравуваме. Еве, например, што се случува со детето кое ќе падне и тоа добро ќе се удри, мајката ќе го земе вскут, ќе го бакне местото и што се случува? Поминува, така? Чудна работа. Детето престанува да плаче. Дури ако се повредело, болката многу побрзо ја преболува. И таа криза што детето ја доживува во тие моменти, во тие мигови, е надмината. Сите имаме потреба од пријатели, почитувани. Секој од нас не живее сам за себе, тамо некаде изолиран. Постои една изрека, вели: дрво на дрво се потпира во шумата, човек на човек. Ние сме општествено суштество. Ние сме создадени, вели Бог, за Адама. Не е добро човекот да биде сам, да му созадам пријателка, другарка. И наистина, сите ние денеска потребуваме вистински пријатели, они на кои можеш да се потпреш, они на кои можеш да кажеш, да имаш целосна доверба. Наистина, овој прирачник кој ние вечерва го нарековме прирачник, односно Свето писмо, ни дава одговор, ни дава многу солуции за многу проблеми кои се појавуваат во животот на човекот да бидат секако решени. Бог од својата љубов кон човекот го дал своето најмило, а тоа е Исус Христос. Бог ги ценил човечките суштества повеќе од собствениот син Исус Христос. Вели Библијата, не го поштеди, туку го даде за нас, зашто ние сме му умилени. Ова љубов е темел на нашето пријателство со Него. Интересно, Бог нема никаква корис од нас. Ние имаме корис од Бога. Ние ќе добиме вечен живот. Ние се молиме за подобри услови на живење, Бог помага. Може, верувам, секој од вас да каже своје лично искуство, дека Бог му помогнал. Може би тие искуства се толку мали, ситни, но вредни се за опстанок на нашата вера на оваа земја. Значи, сигурно сте се молили некогаш и Бог делувал, Бог реагирал на начин соодветен према приликава во која сте се нашле и Бог ви помогнал. Вредноста во кризите. Еве што вели првото Евангелие според Матеја. И така не грижете се, велејќи, што ќе јадеме, или што ќе пиеме, или што ќе облечеме, зашто сето тоа го бараат народите, зашто вашиот небесен Отец знае дека ви е потребно сето тоа. Но барајте го првин Царството Божие и Неговата правда, и сето тоа ќе ви се, секако, вели овде текстот, додаде. Конечно, како можеме да излеземе од кризите во кои се наоѓаме, почитувани? Постои ли некој совет во книгата Библија, во Светото писмо како прирачник? Еве што кажува Исус
kога ќе се најдеме во криза, може да биде финансиска, економска, фамилиарна, домашна, нема што да јадиш, нема што да пиеш. Исус знал дека ќе дојдеме и во такви моменти, дека ќе дојдат и такви моменти во нашиот живот. Овде Исус како да не гледа како ние што гледаме во ситуацијата во која се наоѓаме. Исус вели, не се грижите што ќе јадете и што ќе пиете. Зашто најпрво вели, барајте го Царството Небесно. Секако Бог се грижи. Подолу има друг текст кај што вели, Бог го гледа врапчето на гранката кој стои, кој денеска и утре не, може да загине, да биде убиено. И за нив Бог се грижи, за ластовичките, за врапчињата, вели, не ги остава гладни. Камоли вие, но таму има еден збор маловерни. Проблемот е што ние не покажуваме доволно вера кон Исуса Христа, за тој да ги превземе нашите кризи, не само да ги превземе, туку и да ги реши. Наистина, друг текст читаме подолу во Марко 8 глава и го повика народот заедно со своите ученици, им рече, кој сака да дојде по мене, нека се одрече од себе и нека го подигне својот крст и нека оди по мене. Зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби, а кој ќе ја загуби својата душа заради мене и Евангелието ќе ја спаси. Како да го разбереме овој текст, почитувани? Што овој текст има врска со кризата? Во времето на криза, во времето на нашиот живот на оваа земја, Исус не повикува да го земеме, вели овде, крстот. Кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби, а кој ќе ја изгуби својата душа заради мене Евангелието или ради Евангелието ќе ја спаси. Нека се откаже од себе, а да го земе, да го подигне крстот на Исуса Христа. Што значи да го земеме крстот? Крстот значи теретите, проблемите кои ние ги имаме. Не да са исковаме некој крст од дрво и да го влечеме по патот, па ете ние си го носиме својот крст. Крстот е твоите и моите проблеми. Сите ние имаме своји крстови животни. Секое бреме кое се залепило за нас, вели Библијата или текстот, бремена и крстови во кризите. Секое бреме, секој проблем е всушност твој и мој крст. Но ние живееме во едно време, модерно, постмодернистичко време, кај што мислиме дека имаме решение за се. И затоа не се осврнуваме кон Бога, не бараме помош од Него. Постојат одредени бремиња кои мораме да ги носиме. Ние подоцна ќе споменеме што значи бреме, што значи терет, што значи крст. За да излеземе од кризите треба да го земе крстот. Крстот да го земе и да го понесеме со себе. Но овој збор е многу денеска актуелен. Јас знам и повторно јас знам. Знаете, луѓето се свртуваат кон себе, дека тие се најдобри, дека тие најдобро знаат, дека тие најдобро умеат, не сваќајќи дека решението не е кај нив или во нив, решението е во Бога. Во спротивност со трендовите за кои не учи нашиот свет. Значи, ова е спротивно на Бога. А овој свет не учи, такви се трендовите, дека ние како луѓе можеме се. Ние како луѓе може да ги решиме проблемите. Светот не учи дека успехот се мери со количеството на богатството кое го имаме и лесниот начин на живење. Се што не мачи или станува терет, треба да го избегнуваме, но, на жалост, луѓето понекогаш за тоа немаат решение. Според тоа, 3 работи зборува Исус вечерва, а јас сакам да ги пренесам. Прво е, доброволно треба да го земеме крстот. Крстот нема да не биде наметнат со сила. Ние знаме, само еден човек добил наметнат крст, а тоа бил Симон од Киринеја. Кога се враќал од полето и кога Исус бил носен горе према Голгота, и кога Исус го носише крстот и падна, вели, еден од војниците го зеде Симона и му рече, еви ти крст, носи го, помогни му. Тоа беше буквално крст Исусов, но кога во прашање нашиот крст што треба ние да го понесеме, почитувани, тоа е наша лична одлука. Постои крст, постои терет. Дозволете да ви поставам едно прашање. Еве, например, одеме, значи, тоа го кажавме пред малку, носењето на крстот е секогаш доброволен начин, не е со сила нешто натерено. Одлуката треба ние самите да ја донесеме. Еве, например,
одете на лекар и лекарот ви дава диагноза дека сте болен од диабетис. И тој вели: господине, жал ми е, но имате диабетис. Морате да користите инсулин до крајот на својот живот. Дали е тоа терет или крст? Што мислите? Носењето на диабетис како болест во телото твое или мое. Секако, тоа не е крст. Крстот е нешто што го правиме и го примаме доброволно. Дали од нас некој сака доброволно да стане диабетичар? Не. Него тоа ти е терет наметнат од разни причини. Сега не навлегуваме. Значи, или се случили бури, катастрофи, дошол јак силен ветер, твојот кров е откорнат од куќата и сега ти имаш проблем. Дали е тоа терет или крст? Тоа е терет. Терет е. Крстот нешто сам го прифаќаш, да го носиш доброволно. А дали ние сакаме доброволно куќата да не биде срушена? Не. Значи, тоа е терет. Разликата помеѓу теретот и крстот е следнава. Теретот ти е наметнат, дали е болест, диагноза добиваш лоша, се случила трагедија, може да се случи трагедија смртна. И тоа се случува. Дали смртта е терет или крст? Терет е. Крстот е нешто што символично ние сами го прифаќаме, сами го наметнуваме. Значи, се случила смртна случка во семејството, кај роднините, пријателите. И во тие моменти Исус ни го опатува овој текст. Еден од најдобрите текстови во Библијата, Матеј 11:28. Дојдете кај мене сите. Сите се повикани. Гледате, и тие кои малку и кои многу имат. И тие кои имат крст и тие кои имат терет. Сите се повикани еднакво, без разлика кај Господа. Дојдете кај мене сите, кои се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам одмор. Гледате какво решение дава Бог, почитуван, или Исус Христос, за сите наши кризи, низ кои поминуваме во нашиот секојдневен живот. Тој вели: дојдете. Тој се грижи за нашите проблеми. Исаја ќе го запише следниот текст: а тој ги понесе нашите болести и ги зеде врз себе нашите болки. Значи, сите наши терети, сите наши крстови, проблеми, бремиња, сакани или не сакани, предизвикани или не предизвикани, смртта доаѓа како последица на гревот, знаеме. Никој не ја посакува, како и болеста. Меѓутоа, ако ти дошла таа болест, ако ти дошла таа криза, Исус има решение, вели: дојдете кај мене, сите кои сте обременети, сите кои носите најразличити терети. Дојдете кај мене, јас ќе ви помогнам, јас имам решение. Но, на жалост, знаете, луѓето не се одлучуваат, затоа што пред малку го видовме оној слайд кај што вели: јас знам. Луѓето се подпираат на своето его, на своето јас, мислејќи дека имат решение, и со скршен дух и терет заминуваат од лицето на оваа земја, не сакајќи да дојдат кај Бога, да го растоварат својот терет. А теретот ќе го носи тој, Бог. Што ме кажува на приказна, сеќавате, некој човек одел по патот и носел полн ранец со работи на грбот. И така додека одел пешки, најшол еден човек со кочија, со коње. Сам. Се доближил до човекот, застанал и му рекол: господине, ајде, влезете, качете се на колата, јас одам во тој правец, ќе те повезам. Се качил човекот, но го задржал ранецот на грбот. После неколку десетици метри, човекот домакин, сега, значи, кој ги имал коњете и колата, му вели на човекот: господине, симните го ранецот, ставите го позади и онака колата не носи сите заедно. А знаете што рекол човекот? Ви благодарам, господине, но јас сепак ќе си го задржам ранецот на грбот. Понекогаш и ние, Исус ќе дојде, Исус не повикува. Ние доаѓаме такви какви што сме, со ранчеви полни со терети, но се ги задржуваме ранчевите на грбовите, наместо да му ги предадеме на Исуса, тој да ги испразне и ќе ни ги врати лесни. Зошто
da ги носиме проблемите. Полни ранчеви со проблеми, наместо да дојдеме кај Исуса, а Тој ќе не ослободи. Но, знаете, ние сме тешки во тие моменти да се ослободиме, да признаеме дека ние сме втори, а Бог е први. Но, нажалост, човечкото его доаѓа секојаш на прво место, сакајќи тој да биде на прво место. Тешко е да се откажуваме од себе си. Еве ова фотографија, сакам да не илустрирам, тоа е палачинка. Знаете, сите сакаме палачинки. Една мајка почнала да печи палачинки. Имала 2 сина, некаде тинеџери, малечки. Меѓутоа, секој се карале и сега кога требало првата палачинка кој да добие, почнали меѓу себе да се карат. И мајката за кратко време ја испекла првата палачинка и почнали да викаат првата е моја, не, првата е моја, и двајцата почнали да се меѓу себе да се карат. Меѓутоа, мајката била многу умна, ги повикала и рекла: драги мои дечиња, дозволете ми нешто да ве прашам. Што би Исус направил во оваа ситуација? Постарото момче рекло: па мамо, Исус првата палачинка би ја дал на својот брат. Аха, рекол. Потоа го повикал, мајката го повикала и помладото братче: брате, денеска ти си Исус. Како би ти постапил? И тој кажал: па јас би ја подарил на брат ми палачинката. И на крајот си нашле решение. Како што вели Библијата, чест правете на другиот. Понекогаш тоа нашето јас или човечкото јас и јас на државата, на политичарите, на водачите, на председателите, таа нивна гордост придонесува да се создадат нетрпеливости меѓу луѓето, дури и војни меѓу државите. Кој првиот ќе попушти? Кој првиот ќе направи чекор назад, не напред, во смисол да отстапи, да си ги отстапи своите права. Самооткажувањето, почитувани, не е така лесно, но едно од решенијата за кризите во овој свет. Откажи се од самиот себе, читавме пред малку текст. Сите ние сакаме одредени работи. Сите ние сакаме одредени работи да бидат во нашиот живот. Сите ние имаме одредени цели, но Христос е многу јасен кога вели: ако сакаме да го следиме, треба да се откажеме од самите себе. Тоа не значи да се погазиме самите себе, да се откажеме од своето име, од својот имот, од сено што го поседуваме. Не, да се откажеме од нашето јас, како што ове двете братчиња со палачинките. Значи, тие сватиле да бил Исус на нивно место, Исус би отстапил да има предност другиот. Овде може да го споменеме и стариот Авраам. Сеќавате вие кои сте читале Библијата, кога дошло време меѓу Лот и Авраам да се одвојат, Авраам како постар му препушта на Лота да бира на која страна ќе тргне со своето стадо, со своето семејство. Иако Лот би требало како помлад да му отстапи на постариот, но сепак Авраам бил толку духовно голем човек што му кажал на Лота: ајде Лоте, ти бирај. И Лот ја одбрало на најдобрата страна, но сепак крајот му бил многу лош. Затоа нашето јас да го препуштаме на Бога, тоа значи дека не можеме да правиме секој што сакаме, тоа што е наша природна склоност. И затоа откаже се од самиот себе, ни порачува вечерва Исус Христос, почитувани. Знаете, еве, помина Нова година, пред 2-3 дена беше Нова година. Многу луѓе си постува разни цели. Некој си постува цел си купи нов часовник, нов компјутер, нов лаптоп, нов мобилен и така натаму. А дали некој си донесе одлука да каже: па нема да купам ништо? Секако имало и такви кои немале пари, но тие кои имале пари секој си постуваат нешто вредно, нешто големо да си купаат. Никако да не сме научени да живееме по мизерни услови, по услови кои не се така, можеби, за да се шириме, да растеме и да се возгордееме во она што го имаме. Еве ќе ви покажам сега неколку фотографии од Судан. Ја не сум бил во Судан, но ги пронајдов и може да читате многу за Судан. Тоа е сиромашна држава. Ова е хотел во Јеју.
Тоа се хотелски кукички, гледате. $50 може да најдете соба за спиење. Вие за 50 евра ќе најдете во Скопје супер луксузен хотел кај што може да престувате на ног или во некој друг европски град. Но погледнете ги условите во ова земја, во ова место и јеју и ќе се изненадите под какви мизерни услови луѓето живеат. Еве ова е хотелската соба, кревет однатре. Хотелски кревет введен од хотелите. Понатамо. Ова е библиотека на еден проповедник во тоа место. Погледнете, библиотека со полно книги, меѓутоа собата е, би рекле, едноставна, не е некоја луксузна. Ова е кујната кај што се готви во хотелот. Гледате, тоа е дзидана, како се вика тоа, како фурна, тука се стават овие тенџерињата и еве се вара храна. Кога тоа ќе се спореди со нашите кујни, со нашите услови денеска за живење, навистина се многу различити. Но луѓето го прифатиле овој стил на живење, го има тој крст. Теретот едно, кој ти се наметнало, а рековме, крстот самите ние го прифаќаме или условите за живење. Погледнете, ова една училница, зграда за деца, кај што се собират, имам овде негде податок, многу деца се собираат во тие мизерни услови, што навистина пренатрпани се, преку 200 деца се собираат, замислете, во едновакви училници. Еве, ова е црква христијанска кај што се собираат верници. Има такви буби или гусеници, дрвета за 5-6 години се сите изгризани. Зашто тоа не е, тоа од притара, со кал измачкани, сплетени со гранки, и едноставно тие после се распаѓаат. Видите следната фотографија. Повторно, значи тоа е една училница кај што тука децата учат. Нема електрична енергија, нема клима, а ова е соба за странци во хотелот, тоа е посебна мрежа за да не бидат каснати од комарци. Во Суден ги има околу 200 врсти комарци, што може да предизвикат маларија и дори смрт. Значи, ако добиете маларија, вели, првиот ден молите се на Бога да бидете излечени. Вториот ден молете се на Бога да ви дозволи Бог да умрете, зашто било толку болно, страшно, ако заболиш од маларија. И затоа овие мрежи се специјални, дизајнирани за спиење, односно да не бидат луѓето каснати од комарци. Има разни врсти змии и така натамо. Значи, едноставно, гледате какви се условите за живење. Погледнете ова фотографија, ова е тоалет, тоа е купатило. Значи, добиваш вода од овие буриња, кај што се загрева водата, и потоа со посебни садови се поливаш таму во претходната фотографија што ја. Секако има и други помодерни хотели, но еден од хотелите или врста на хотели во Судан во некои помали места. Гледате, тоа е за луѓето крст, во смисол тие се определиле да живеат таму и тие тоа го носат. Одлуката да го земе крстот е навистина одлука доброволна. Рековме, теретот, диагнозата на болест не ја прифаќаш ти доброволно, во смисол не си ја побарал, зашто таа ти е наметната од животните услови, добиваш болест некој, како што спомнавме пред малку. Меѓутоа, да го земеш крстот, значи акција, отворено срце твое и мое. Носењето на крстот е чин на љубовта. Носењето на крстот не е некоја случајност или нешто неизбежно со што мораме да се сретнеме. Носењето на крстот е чин на љубов што ние самите доброволно го бираме. Тој е чин што ние го преземаме, цена која ја плаќаме од љубов. Дали Исус сака да ни наметне? Не. Да се наметне себе си на нас. Ние треба самите, почитувани, да ги отвориме своите срца, да го прифатиме Исуса Христа. Ние може да го сакаме или не сакаме. Нема трета опција.
Некој вели ќе бидам неутрален. Не, или го сакаш, или не го сакаш. Секако Бог сака вечерва да ги отвориме нашите срца и Тој да влезе длабоко во нас. Тој носи решение за сите кризи, за кризите на ова општество во кое ние живееме. Исус тоа го прави од љубов. За Исуса тоа значило да отиде на крстот да умре, бидејќи Тој толку не сакал што не постоел друг избор. Тоа значи да се привлечат луѓе кои не ни се допадливи или привлечни, кои можеби никогаш нема да возвратат љубов, но сепак ние сме должни да ги сакаме, бидејќи така направил Исус Христос. Исус не чекал ние да го засакаме, па тек тогаш да не возлюби. Не. Тој не возлюби, вели Библијата, уште ние кога сме биле грешници. Понатаму, тоа не значи да ги сакаш само оние кои ти возвраќаат љубов. Библијата не учи, почитувани, да ги сакаме сите. Постои една мајка која имала болно дете. Но пред да го кажеме примерот, да го прочитаме текстот од 1 Коринтијаните 13 глава. Љубовта долго трпи, љубовта е милостива, љубовта не завидува, не се фали, не се вообразува, не се однесува непристојно, не го бара своето, не се раздразнува, љубовта никогаш не престанува. И сега следи едној пример што сакам да го раскажам. Од љубов ова е направено во приказнава што сега ќе ви ја кажам. Тука се открива она мајчинска, она чиста мајчинска љубов. Што се случило во едно место? Една мајка отишла во болница да присуствува на последните часови на низината ќерка која умирала од леукемија. Знаете, тоа се тешки моменти. Еве го насликава овде детето е челаво, косата е отпаднато, приклучено на машини, на апарати, меѓутоа деновите се, часовите се веќе изброени. Се вели понатаму во овој пример, кога девојчето починало пред низините очи, мајката само што не почнала да вика од болки и едноставно се некако воздржала. Излегла од собата, потрчала во ходникот на болницата, ги подигнала рацете и погледот кон таванот, кон небото и почнала да прашува: зошто, Боже, ова ми се случува? Зошто, Боже, моето девојче, моето дете почина? Во истој миг, во ходникот од другата страна се отворила врата од болничка соба, од која се појавила медицинска сестра со солзи во очите. Се прегрнале двете и таа плачела, жената, мајката и сестрата медицинска. А таа рекла: во ова соба само што почина една мајка. Позади неа остана 8-годишен син. И двете скршени од болка при губењето на детето, значи на ќерката од оваа жена, и ова мајка што починала, а позади себе па оставила син од 8 години, мајката која ја изгубила својата ќерка кажала: сакам да го посвојам ова момче. На тоа момче му е потребна мајка, а мене ми е потребно дете. Можете ли, почитувани, да ја сватите сега каква е таа љубов на дело? Носење крст во еден миг е тешко, а во друг сегмент е лесно. Носењето на крстот за ова мајка е губењето на ќерката, но во истиот миг таа добива син од мајката што починала. Да и се олесни теретот што таа го имала со губењето на ќерката, Бог во истиот миг и дава дете, и дава син за кого таа ќе се грижи. Но таа го направила тоа од љубов. Бог ги гледа нашите солзи, Бог ги гледа чукањето на нашите срца кога чукаат во очај, во разочарување, кога сме расплачени ради своите мили и драги што ги губиме. И Бог плаче, но Бог знае зошто тоа се случува. Верувам дека и ние знаеме. Тоа е поради постојањето на гревот, постојањето на злото, постои смрт. Но наскоро ќе дојде крај, вели Библијата, и Бог, Исус Христос, ќе ги реши сите
krizi koji se slučuva nova zemlja. Navistina, Bog neka ni pomogne da navistina nосењето на крстот да сватиме дека не е така лесно, но не е и така тешко. Едноставно, луѓето од секојаш имале проблем со тоа, кога станува збор за крстот. Мислат сосема погрешно дека тоа е голем терет. Секојаш кога пораката за крстот била проповедана, луѓето се противели и велеле: почекај малку, тоа е тешко, јас тоа не можам да го направам. Меѓутоа, ако работиме од љубов, ништо нема да ни биде тешко. Ако работиме за пари, за да му служиме на Бога, тогаш тоа е терет. Ако работиме од љубов, тоа ќе биде навистина без проблем. Па макар и да е тешко, тоа ќе го работиме од срце. Еве на крајот од ова размислување вечерашно еден пример за 3 млади луѓе. 3 момчења, 3 студенти на еден универзитет. Една сабота, додека биле во својата соба, биле овие момчиња христијани, пееле песни, читале Библија. И така, една сабота, додека биле заедно во собата, некој затропал на нивната врата. Се појавил еден старец, еден скоро уличар, стар човек, слабо облечен, неизбричен, непочишан, затропал, зачукал на нивната врата. Кога отвориле вратата, тие пред себе виделе еден бездомник. Биле непријатно изненадени. Имал голема брада, но носел една корпа, односно торби полни со овоше. Всушност, овој старец одел од врата на врата и го продавал тоа овоше за пари, за да се прехрани. Кога момчињата ги отвориле торбите, а внатре виделе скоро изгнило овоше. Значи, јаболки веќе пола изгнили и некои други работи. А понудата била од стариот: дали сакате нешто да купите од ова? Момчињата меѓу себе се погледнале еден во друг и веднаш климнале со главата и се сложиле. Купиле се што имало во торбите. Се што имале во торбите од старицот, тие го купиле. И така овој човек доаѓал секој викенд кај нив и со полни торби, а тие тоа го купувале. Не затоа што ги јаделе тие, може и јаделе нешто, но да му направат промет на стариот, за да му дадат на тој начин да му помогнат некој денар. И така еден викенд, додека момчињата пееле песни, повторно старецот дошол и рекол: јас ги знам сите тие песни што вие ги пеете. Па откаде ги знаеш? Па вели: мојата мајка ме учеше за тие песни. Ве молам, влезете внатре да ни се придружите. Старецот влегол и овој бездомник пеел познати песни христијански. Момчињата се погледнале меѓу себе кога приметиле дека старецот нема чевли, односно и двете чевли му биле леви. Значи, бил сиромашно облечен, чевлите му биле двете леви и така натаму. Ја сватиле, ја разбрале пораката. Штом старецот заминал, тие свртили телефони кај своите роднини пријатели: можете ли да ни пратите чевли, панталони, блузи, джемпери или слично? Следната седмица се појавиле првите пакети во пошта на нивната адреса. Сите тие пакети ги ставиле во една голема торба. Значи, многу чевли добиле, многу облека и така натаму. Ги ставиле во една голема кутија и отишле, го пронашле старецот каде живее. А тој живеел во една скромна колиба таму на периферија од градот. Таму кај еден мост, поред еден пат, во една стара, трошна кукичка, плевна би рекле, што самиот ја изградил. Следната седмица стигнале со пакетите. Студентите сите тие пакети ги ставиле во една голема кутија и пред куќата овде кај што старецот живеел. Тропнале на вратата, ги оставиле и брзо побегнале. После неколку минути старецот излегол,
a tije se sokrili tamo na 10-15 metri pozadi grmuškite. Starec izlegao i gledao levo, desno, nema nikogo. A pred sebe polna kutija golema su ališta, su drugi, znači, čevli i sve ono što tije momčinjete go ostavile. Gi povlekol vnatre, ja odnel kutijata vnatre i ja zatvoril vratata. 2 dana podocna starec otišao kaj momčinjata. Se smel im predložil, da li sakate da pejeme? Zašto da pejeme, rekli se ga momčinjata. Ke pejeme, zašto Bog je dobar. A što se slučilo? Se prepravili momčinjata kako ništa da ne znajele. Zašto da pejeme? O, nema da mi veruvate što se sluči pred 2 dana. Vo četvrtok nekoj zatropa na mojata vrata. Nikoj so godini ne me posetuvaše, a kamoli da mi tropne na vratata. Ja se otvoriv, nemaše nikogo nadvor. Tuku stoješe jedna golema kutija, a vnatre čevli, pantaloni, košuli, džempiri, bluzi i sve što mi beše potrebno. Ajde da pejeme. Starec bil svega radosen, bil sreken. So sebe ja ponel i starata harmonika. Znači, starec došel kaj momčinjata, ja ponel i starata harmonika. Znajal da svire stariot. Ja rastegnal koliko što moželo i poštale da svire i da peje. A potom prestanal i rekao, stanal i rekao, Bog je dobar. Znajete li zašto, momčinja? Da, znajeme zašto. Pa nije beh me pred 2 dana, nije ti ostajev me to, znači nije ti gi podariv me. Da, momčinja, vi je znajete polata prikazna, no nego znajete drugi od dela. Koga ja se vnesov kutijata vnatre, vo mojot mal dom, si pomislil deka moram da trgnam na patuvanje. I znajte što storiv? Pronedov jedno semejstvo, na kojim beše potrebno čevli, pantaloni, košuli, džempiri. Ja zjedov cela ta kutija im ja podariv na niv. Ja s toga napraviv. I razbavte li porakata, počtovani, od ovaj primjer? Ovaj siromav bil siromav do dno, no ispod dno to imalo siromašne od njega. I to je na blagodarnoskom Boga, što nekoj se pogrežil da mu go reši problem od, sepak to se osmelova da gi nosi tije podarujci na drugi luge koji se zagrozni. I to je se počustvo deka je vreden, deka na nekogo može da mu pomogne. Deneska, na vistina, ima mnogo zagriženi lica. Optereteni su razni krizi, optereteni su razni problemi, no Bog ima rešenje. Gledajte se poslužil preko ove 3 momčinja da go zaraduva ovoj starec, no to isto, toj podrog što go dobil, zaradoval drugi srca, drugo semejstvo, koji isto tako bile vo teška situacija. Ja ne znam kakva kriza tebe to obremenova. Ja ne znam kakvi krizi go obremenova ovo opštestvo. No znam deka ima rešenje. Bog vo svojata reč, vo sveto pismo, ima rešenje. Bog ima odgovor. No naše je, da li ki gi pobarame odgovorite, ova sveta knjiga, ovaj priručnik Božji, koji ni je daden besplatno, vo nego možda najdeme rešenje za svekoja kriza, za tvojata i za mojata. Zato vam večerva da mu blagodareme na Gospoda. Nije vo Evropa sme pogodeni su različiti vrsti na krizi. No ovdje u ovoj priručnik, u ova sveta knjiga, u Biblijata imame rešenija. I zato da go molime Boga da ni dade rešenije. Rešenije za krizata vo mojot ili vo tvojot život. Da ni pomogne da na vistina i Makedonija kako zemlja koja ima svoji krizi, Bog da pomogne da bi dat rešeni. I sosema na kraj, evo go tekstot koji Pavle go zapišao. Sve možam vo Isusa Hrista koji mi dava sila. Ima rešenje, brake i sestri. Ima rešenje da budeme radosni i sretni. Samo da go pobarame rešenje to na vistinsko to mesto. A to je Biblijata, sveto pismo. Neka ni Bog vo to pomogne. Amin.